Борбата против многу болести стана невозможна мисија без антибиотици, но знаејќи за штетните дејствија на истите. Се повеќе сме во потрага по лековите билки кои имаат карактеристики на природни антибиотици. Лекарите велат дека изненадува фактот што пациентите, за разлика од порано при нивна посета, не бараат веднаш да им се препише антибиотик и што по ова прашање се многу посовесни, посебно кога станува збор за нивните деца. Одиме на еден период каде што родителите стануваат посвесни, покултурни во однос на антибиотиците, додека порано исклучиво барае препиши ми антибиотик. Јас може и во аптека да си купат антибиотик, сега не може тоа без рецепта. Сега се смена времињата и мислам дека свеста кај пациентите дојде на едно повисоко ниво, кое што не носи да ја смалиме употребата на антибиотици. Инсистират чак и кога треба да не се дават антибиотици, меѓутоа ќе им објасниме дека има гној во грлото, има бактериска инфекција и треба да прима. Значи, јас ме радува за тоа што свеста кај пациентите во однос на антибиотиците е на многу повисоко ниво. Доктор Вангел објаснува дека во неговата 10-годишна работа во амбулантата последната година бројките покажуваат дека во Битола на 320.000 прегледи, само 20% од случаите биле третирани со антибиотици. Не даваме во овдека во оваа амбуланта, не се дават. Имавме поќе проблем порано со родителите, со пациентите, меѓутоа сега многу ретки се тие. Чак има и такви кои што ама не сакам јас антибиотик, не сум по антибиотиците, ако не треба, не му даваме, или пак, постои друга можност да закажеме за другиот ден, повторно да видиме, или трета можност да му земеме бриз, па да почекаме брисо, ако не е толку хитно. Лекарите советуваат антибиотик да се зема само по препорака на лекари со потврда дека станува збор за бактериска инфекција. Особено да внимаваат родителите кои не треба да прават споредба со децата од своите пријатели. Ако еден антибиотик реагирал добро кај детето на пријателите, не значи дека при исти симптоми треба да го земате и вие. Секое дете си е различно само по себе, иако станува збор за иста бактерија, советуваат надлежните.